Четворица велешани се дел од тимот кој пред 3 дена изврши преседување на срце, операцијата која испиша историја во македонското здравство. Меѓу нив е и анестезиологот Димче Славевски, вработен на општа хирургија и анестезија во Велешката болница, а во својата 24 годишна кариера работел, се усовршувал во повеќе болници во Македонија и ширум светот. За македонската телевизија го споделува искуството од операцијата, што за прв пат ги сплоти лекарите од приватното и државното здравство. Сторија од Велес на Памела Цилаков. По само 3 дена од извршената трансплантација на срце за која македонското здравство испише историја, велешкиот анестезиолог доктор Димче Славевски за македонската телевизија вели дека ако имаме повеќе донори ќе можеме да спасиме повеќе животи, а тоа е една од главните заложби на работата во медицината. Ова е комплицирана операција не само за Македонија и за други многу поразвиени земји од нас, меѓутоа министерот покажа дека Македонија има навистина потенцијал кој што ако се ангажира во вистинско време, на вистинско место може да донесе и светски резултати. За анестезиолозите се вели дека ако хирурзите се крвта, тие се мозокот, бидејќи кога влегуваат во операционата сала тие имаат една од клучните улоги. Оваа клучна улога доктор Славевски ја усовршувал на многуте обуки ширум светот, а во својата 24 годишна кариера за прв пат изведува ваков вид на операција. Анестезиологијата е исто така комплицирана работа, бидејќи ние континуирано се соочуваме помеѓу животот и смртта, бидејќи секогаш, да кажем, животот на пациентот е во наши раце. Одржуваме функцијата на дишењето, функцијата на работата на срцето и сите витални параметри. Така да концентрацијата во текот на операцијата е многу голема, стресот е исто така многу голем. Оваа операција е значена по 2 работи. Срцето на Емилија повторно ќе чука во градите на Иван, а сплотеноста на тимот на доктори од државниот и приватниот сектор потврди дека македонското здравство има квалитетен кадар кој е успешен во тешки и сериозни операции. Покрај доктор Димче Славевски во историската операција учествуваа уште тројца велешани. Доктор Тања Ангјушева, доктор Александар Колев и хирургот кој што ја водеше целата операција доктор Сашко Јовев.